Силно невреме последено со град со големина на орев. Вчера попладнето ги зафати трите општини Прилеп, Крушево и Кривогаштани. Односно атарот на селата Пресил, Бучин, Воѓани, Бела Црква, Обршани, Тополчани, па се до реонот на селото Канатларци. Се работи за површина од околу 2000 хектари, од која поголем дел е засадена со тутун, пипер и житни култури. Жителите се пожалија дека на некои места родот е уништен дури и до 100%. Големи штети имаме претрпено, штетите се непроценливи, на ова нема поправен. Таму имам 3 декари, овој 4-7 декари овде кај што сне. Таму имам кромит и тој е уништен. Ние имаме 30 декари пипере, сето уништено. Требаше некаде 120 тона пиперки, сега нема ништо. Каде што имаше повеќе маса, да речеме, на тутунот, е скоро 90 и 100% оштетен, значи скрос е, нема ништо. Помалите тутуни се така малку и тие тепани, ама мислам дека нешто може да се случи со нив. Земјоделците велат дека ќе побараат помош од државата затоа што и тие култури кои што не биле многу погодени од невремето, биле премногу оштетени за да дадат понатаму квалитетен род. Сето што беше издваено наполе насадено е уништено. Значи тоа што е помалку уништено, шум е нешто удрено од град, тоа е заболено веќе. Ние сега треба повторно да вложуваме средства, па од нашиот буџет, што минимален го имаме, да вложуваме, да прскаме и не знаеме дали нешто тоа ќе биде, само ќе се измачуваме. Иако скоро секоја година има невремиња од ваков тип, земјоделците сепак не ги осигуруваат посевите. Се правдаа дека осигурителните компании нереално им ја исплаќале штетата. Годинава немаме осигурувано ништо, пошто не плаќа. Имавме годину назад да осигурувавме нон-стоп. Дадовме некаде околу близу 850 евра, ни врати е близу 2000 евра, ништо спрема тоа што беше на времето. Земјоделците барањето за обештетување ќе го поднесле и до општините, но и до Министерството за земјоделство.